навистина го постигнавме тоа за почеток што го сакавме, да покажеме дека џезот е освен што е една брилјантна музика, е еден дух на творење кој што ги надминува тие граници. Истовремено сакавме она што е добар џез во Скопје, што е домашно создаден, кој што извира од домашните музичари, џезери, да го представиме во ограничен, но сепак богат контекст, значи во една програма која што ќе биде секојдневна и која што ќе добие, поточно на почетокот се обидовме да го наречеме џез, односно урбан пикник. Може звучи чудно, но зошто така? Затоа што всушност го правиме под отворено небо, по големиот дел, во дворот на Буква. Сакавме со тоа природно да ги покажеме и интенциите на Буква, која што од една мала книжарница, кафе книжарница, спонтано прерасна во културен центар кај што се одвиваат многу културни настани. Имавме на програмата Зулу 3,4, Свинг 42, џез сет имавме со извонредните Игор Спировски и Шурбе. Свиреа Хот џез оркестар во еден проширен, многу интересен состав. Брилјантните навистина Такси Конзилиум, кои што го преполнија дворот. Широкиот состав на Одрон џез оркестар, неверојатен настап. И дури би рекол фасцинантно за Скопје што дождот не ги спречи шеќерните луѓе да го наполнат овој простор. Беше многу убаво. И настапот на експерименталниот состав Звук Караџич. Ги имавме Владимир Мартиновски, кој што ни зборуваше за џезот и литературата и ликовната уметност. Го имавме Александар Прокопиев со неговите џез винјети, во кои што се обидуваше да даде една творечка интерпретација на односот меѓу џезот и литературата повторно. Кирил Темков ни зборуваше за историјата на скопскиот џез и неговата лична пасија кон џезот. Видовме колку длабоки корени има џезот во Скопје и во Македонија. Навистина беше едно така енциклопедиско излагање. Марија Савелјева направи една многу интересна селекција од светски џез анимации. Доротеј Нешовски имаше една многу интересна работилница во која што, слушајќи џез музика, една група од луѓе насликаа многу необично платно кое што подоцна беше многу добро оценето од страна на посетителите утредента. И ете го во Буква и сега виси може да се види. Владимир Лука Штоматимовски и Виктор Танасковски се одговорија на нашата покана да повторат нешто што го правеа и е многу интересно, уникатно за нашиот простор.